Добро утро за гледачите на Канал 5 телевизија Здраво Македонија. Денеска ќе го одбележиме најубавиот и незначајниот ден, особено во делот на образованието. 5 октомври, денот на наставникот, оние луѓе кои оставаат белек или трајна вредност за тоа што сакаме да бидеме, да работиме или пак едноставно да го одбереме нашиот образовен пат натамо. Добро утро за Виолета и Ребека. Добро утро. Денеска е 5 октомври, па би ве запрашала и двете како одделенски наставник и како наставник по хемија. Што за вас значи оваа професија, особено во Македонија? Професијата наставник е една од најблагородните професии. Да се биде наставник е голема чест и голема одговорност. Денешниот наставник, исто како и денешните генерации, се менува паралелно со промените во општествениот, технолошкиот и културниот свет. Наставник, кога ќе го каже зборот, многу гордо звучи, затоа што пред себе секогаш имаш едни мали невини суштества кои од тебе бараат голема посветеност, доверба и почит кон нив. Професијата наставник во нашата земја е почитувана, одговорна и ние сме благодарни што ја одбравме оваа професија за наша струка. Ребека? Јас би се надополнила со една мисла која што буквално ќе каже која е буквално тежината на или синонимот за наставникот, а е во вид на фраза: наставникот е една свеќа која што бавно гори со голема светлина и го осветлува патот на своите ученици. Тоа е мотивација за секој кој што ја има оваа професија, да бидеме на ниво на задачата, да се предадеме толку колку што во моментот бараат од нас учениците, а се со цел да можат целосно од нас да ги исцрпат сите наши знаења, а со тоа да им дадеме насока со која што утре ден они ќе си ја најдат својата професија, ќе се препознаат во некоја професија и ќе им биде иднина за својот живот. Како што споменавте, се менува професијата, но се менуваат и генерациите. Па колку има разлика во децата некогаш и децата денес? Предизвик е денешно време. Ако направам паралела за тоа, во тоа време каде што општествените прилики биле малце по едноставниот аспект што се знаело образованието, тие се предизвиците, се поставуваме пред како авторитет, но сакаме да доловиме, да ги предизвикаме учениците да не следат и слушаат. Денешнава улога наша е малце во овие општествени прилики, малце по некомфортна зона за наставникот, предпоставувам и за учениците, бидејќи сме сите исправени пред предизвикот современо општество. Современото општество подразбира прифаќање на современи текови на живот. Современите текови на живот го ставаат ученикот во таа етапа каде што он треба да ја добие основата за понатамошна едукација пред предизвик, ако сега се надоврзам за современото појавување на вештачката интелигенција, на современите алатки во ИКТ технологијата, малце е предизвик ние да го задржиме вниманието на ученикот, а со тоа и они да следат, да ги следат нашите основни насоки. За крај на овој убав разговор, како ќе го одбележите денешниот ден, 5 октомври, и која е вашата порака и препорака за сите кои ја сакаат, можеби се на раскрсница да одберат оваа професија? Во нашето училиште, како години наназад, така и сега, има низа активности во кои што на учениците им ја доближуваме оваа професија, потенцираме дека е професија, како што кажа и мојата колешка, привилегирана, но и многу одговорна. Ние се чувствуваме како мотиватори, како едукатори и професија која што ја дава насоката на секој од нашите ученици за иднината. Така да морам да кажам дека јас се чувствувам многу привилегирана со професијата која што ја одбирам, што сум ја одбрала, и се трудам да ја доближам до моите ученици како професија која што се работи со многу задоволство. Светскиот ден на наставникот во нашето училиште се одбележува низ низа активности. Пред се, секој наставник во своето оделение, во рамките на своите содржини, наставни планови и програми, претходно вметнува содржини кои што се однесуваат на професијата наставник. Сето тоа се работи во текот на работниот ден. Учениците преку примерот наставникот им ја доловува оваа професија, но пред се сакам да кажам дека за еден ученик наставникот ќе биде наставник доколку тој е вреден,
посветен, исполнителен, кој секогаш ги следи нивните желби и интереси, кој што во наставата воведува современи техники. Наставата не ја прави да биде тој предавач, туку создава активности во кои што учениците сами ќе истражуваат, ќе бараат решенија, ќе бараат одговори. Со еден збор, наставникот, исто и како учениците, постојано учи и се усовршува. И за овој ден, светскиот ден на наставникот, се разбира дека ќе направиме една свечена приредба во нашето училиште, претходно со изработка на нашите проекти, ќе имаме плакати во кои што ќе се долеви улогата на наставник, и денеска да се биде наставник е, реков, голема привилегија, меѓутоа порака и препорака до сите родители, пред се да си ги сакаат своите деца, да ги почитуваат, да знаат дека тие овде во училиштето доаѓаат примени и прифатени од нивните наставници, кои секогаш се максимално посветени, ги сакаат нивните деца, меѓутоа сепак главната мисија од овие деца да направиме деца кои што пред се ќе се почитуваат себе си, ќе имаат голема самодоверба, меѓутоа ќе ги почитуваат и другите соученици без разлика дали им е мислењето исто. И на крај сакам да кажам дека треба да имаат голема верба во училиштето и во професијата наставник. Ви благодарам и ви посакувам на вистина убави идни генерации кои што ќе ги инспирирате, мотивирате како овој разговор денеска. Ви благодарам. Не само денот на наставникот. Почитувајте се ги, сакајте се ги наставниците кои треба да бидат ваша инспирација и креација. По се тоа што го кажа овие наставници, мислам дека е доволно за денот да биде убав.